Збор има Љупчо Димовски. Повелете. Благодарам, почитуван председател. Ќе го штопираме времево или не ограничаме? Ја ќе се задржам во рок на овие 10 минути. Ќе се обидам. Прво, не знам од каде да почнам, ама ајде прво за представникот на владата. Тоа што не прекорувавте со подзастанување во дискусијата и во елаборацијата и објаснувањето на потребата од донесување на овој закон воопшто ништо не значи и вие треба да бидете свесни дека сте во собрание. Доколку не можете да го привлечете вниманието на пратениците, тоа значи дека едноставно зборовите до нив не допираат. И убаво е што слушнавме приказка за развојот на гасификацијата во Македонија, меѓутоа предмет на законот не е тоа. Втора една работа што сакам да кажам, во циркуларот на законот за проценката за финансиски средства потребни за спроведување на законот и така натаму вели дека за спроведување на законот не се потребни дополнителни финансиски средства и не повлекуваат материјални обврски за одделни субјекти, бидејќи средствата за решавање на спорот веќе се буџетирани и предвидени во буџетот на Република Македонија за фискална 2020 година. И ова ли го направивте? 30 и кусур милиони евра да ги стрпате у буџетот за да ги делите на Мак Петрол, а да нема за ковид, да нема за справување со антикризните мерки, за економските мерки. Секоја чест нека ви биде. Сакам да се обратам прво. Предлогот на законот за решавање на спорот помеѓу Република Македонија и Мак Петрол, АД Скопје по пат на спогодба, прво не е во надлежност на собранието на Република Македонија, бидејќи спогодбата не представува меѓународен договор кој треба да биде ратификуван од страна на собранието на Република Македонија. Јавниот правобранител тоа ви го кажува. Ама вие не го читате. Од 2019 година во јули, во дописот, што сте го побарале. Од друга страна, со овој закон се озаконува еден невиден криминал. Од страна на владата, бидејќи со истиот се остава слободен пат на МЕР да плати фантастични 32 милиони 773 илјади и 905 евра пари на граѓаните на Република на Македонија на Мак Петрол АД Скопје. Имено во член 5 од спогодбата стои дека Мак Петрол ќе продаде една акција на владата, чија номинална вредност изнесува 18 милиони 806 и 250 евра. Вкупниот капитал на Гама АД Скопје е проценет на 65 милиони 547 и 810 евра. Акциите на Мак Петрол во Гама АД се прикажани во последните ревидирани финансиски извештаи на Мак Петрол за 2019 година, кои се објавени на Македонската берза за хартии од вредност. Во белешката 10 од овие финансиски извештаи стои дека Мак Петрол поседува само една акција во Гама АД Скопје, чија што вредност изнесува 1 милијарда 150 милиони 456 илјади денари, или во евра износот е 18 милиони 806 илјади и 250 евра, колку што изнесува и номиналната вредност на оваа една акција на Мак Петрол во Гама АД. Тоа е вистината. Ова е битно затоа што во член 1 од спогодбата стои дека владата на Република Македонија и Мак Петрол утврдуваат конечен сооднос во спогодбата во капиталот на Гама АД со 50-50%, при што една акција поседува владата на Република Македонија, а другата акција припаѓа на Мак Петрол. Ама и овој однос не е како што треба, затоа што 51% треба да има владата. Вкупната номинална вредност на капиталот на Гама АД изнесува 37 милиони 612 и 500 евра, од кои по 18.806
1.250 евра за една акција на владата на Република Македонија и за една акција на МАК Петрол, како што е наведено во белешката 10 од ревидираните финансиски извештаи на МАК Петрол. Вложувањата во АД Гама Скопје, кои се со состојба на 31 декември 2019 година и 2018 година изнесува 1 милион 1.150.456.000 денари, во цело се состои од паричен и непаричен влог. Непаричниот влог се состои од недвижности, постројки и опрема кои го сочинуваат гасоводниот систем на Република Македонија. Влогот е евидентиран според набавната вредност на средствата на датумот на вложување. АД Гама е акционерско друштво чии акционери се Република Македонија и МАК Петрол АД Скопје. Основната главнина на АД Гама е поделена на две обични акции со право на глас, од кои по една обична акција за секој поединечен акционер. Но да ги прескокнам, да не се повторувам повторно со податоците, за да биде иронијата уште поголема, во белешката 25 од последните ревидирани финансиски извештаи на МАК Петрол стои дека со состојба на 31 декември 2019 година судските постапки покренати против друштвото изнесуваат 2.628.071 денари, 2018 2.579.670 денари. Овој износ се однесува на денари се однесуваат на судски спор покренат од страна на владата на Република Македонија. Судскиот спор се однесува на утврдување на учеството на Република Македонија и МАК Петрол во основната главнина на АД Гама. До донесувањето на правосилната одлука на судот, основната главнина на АД Гама е поделена на две обични акции со право на глас, од кои по една обична акција за Република Македонија и МАК Петрол АД Скопје како акционери на АД Гама Скопје. Ревизорот издал чисто мислење за овие финансиски извештаи на МАК Петрол дека нема материјални пропусти и грешки. Но сега се поставува прашање следно. Како МАК Петрол ќе продаде една акција на владата која воопшто ја нема во неговите финансиски извештаи? Поточно, што е предмет на продажбата според оваа спогодба? Прашање е, а и констатација дека ова е невиден криминал кој што се крие во содржината на законот и дополнително во спогодбата не е наведена ниту сметка на која што ќе легнат парите на МАК Петрол. Испаѓа дека владата на Република Македонија ќе го части МАК Петрол со 32.773.905 евра пари на граѓаните на Македонија за фиктивна продажба на акција која што не постои во финансискиот извештај на МАК Петрол. Дополнително, како што е напишано, во спогодбата МАК Петрол целосно се рехабилитира од данок на добивка, ова сакам да напоменам, затоа што акцијата на МАК Петрол, кој што ја има во Гама АД, е евидентирана како хартија од вредност, расположлива за продажба, а не како хартија од вредност што се чува за тргување. Тоа значи дека промената на пазарната вредност на акцијата на МАК Петрол во Гама АД се евидентира како ревалоризациона резерва, а не како капитална добивка. Вака целосно се рехабилитира МАК Петрол од било какви даночни обврски по основ на данок на добивка, поради начинот на кој е напишана оваа спогодба. Дека е тоа така, ќе може да се демонстрира и преку сметководствените книжења во финансиските извештаи на МАК Петрол. Тоа е малку поголем документ кој што не е погоден да се дискутира од собраниска говорница. Меѓутоа, останатата акција на владата на Република Македонија практично му ја поклонува на МАК Петрол и за тоа плаќа 32.773.905 евра. Така, доколку во билансот на МАК Петрол се евидентира акцијата на владата на Република Македонија како продажба, а според договорот таква акција не постои и не може да се евидентира како продажба, тогаш даночниот ефект за МАК Петрол изнесува
277.391 евро од законето и дозволено даночно затајување според вака дадениот текст на спогодбата. Епа, почитувани колеги, сакав накратко да навлезам во содржината на спогодбата во времето кое што ни е ставено на располагање да можеме да говориме. Сметам дека законското решение прво не да не е прифатливо, него отвора работа за некои други институции да се позанимава што е тоа што се договарало во владата и во МАК Петрол. И на крај повторно ќе изреагирам за дописот од Јане Скопац, од енергетската заедница, од овој господин, кој што на еден крајно безобразен начин се става во ситуација на пратениците на Народното собрание на Република Македонија да им дели лекции за тоа што е од интерес на граѓаните на Република Македонија, што не е во интерес, без тоа да има елементарни познавања за Уставот на Република Македонија и деловникот на работење на Собранието на Република Македонија.